Во Балканскиот Ерусалим, како што уште го нарекуваат Охрид, на посетата на земјава на првиот човек на Римокатоличката црква, папата Францис, се гледа како на многу важен настан. Охриѓани велат дека неговото доаѓање е позитивно за целата нација и сигнал на силна поддршка. Позитивно гледам, со некоја добра цел, добра намера, да се зближи народот некако. Убаво што дошол во Македонија. Тоа е нешто најубаво. Да ни дојде во малата Македонија, папата. Супер. Там дека афирмација е за Македонија. Папата не доаѓа секаде и мислам честни направи што ќе дојде. Но некој пак смета дека папата не требал да го изостави Охрид од неговата агенда, бидејќи представува важен културен и духовен центар на овие простори. Бидејќи од Охрид почнала писменоста. Тоа значи дека и папата требал да дојде во Охрид. Во катедрала во Света Софија и така натака. Бидејќи Охрид е повеќе познат него Скопје. Тоа е доживлеј. Бидејќи таков човек, таква личност, ретко во Македонија доаѓа. Место Скопје требаше овде да дојде, не во Скопје, ако веќе се оди на верска основа. За митрополитот на Деварско-Гечевската епархија, владиката Тимотеј, доаѓањето на папата е важно пред се од државен и национален аспект. Посетата на поглаварот на Римокатоличката црква е значено и за Република Македонија, бидејќи за прв пат доаѓа една без сомневање важна историска и значајна личност од пошироки размери. Сепак Ватикан као држава е малечка држава, нешто дури помала и од нашата република, меѓутоа во своја улога како политичка и религиозна заедница има огромно значење во севкупниот свет. Сепак Тимотеј смета дека и покрај огромната важност која Ватикан ја има во светот, Римокатоличката црква не може многу да придонесе во решавање на црковното прашање кое МПЦ го има. Затоа што Римокатоличка црква се дистанцира, ова е чисто православен проблем, ние што го имаме, односно повеќе политички отколку верски. Предвидена е заедничка средба на папата со поглаварите на сите религиозни групи и цркви кои се регистрирани во државата. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.